Линк, Ивана, извини малку ако се задржавме, но после ќе ја вратиш снимката и ќе видиш дека навистина беше интересно. Повели сега ти со твојата соговорничка. Да, имав можност искра да слушам дел од разговорот. Добро утро до тебе, добро утро и до сите наши гледачи. Ве поздравуваме од Скопската населба Железара, поточно од едно многу креативно место кое што е студио за редизајн на стари работи и се вика Комбо. Главен виновник за постоењето на ова студио се сестрите Анастасија и Ивана Павловски, но ова утро со Анастасија ќе дознаеме повеќе за тоа што се прави Комбо и како може и вие да помогнете со редизајнот на старите работи. Анастасија, ќе ти посакам добро и убаво утро. Би почнале со тоа како се роди идејата, како настана Комбо. Здраво, добро утро, фала ви на поканата. Значи, ова идеја која што се гради, би кажала, откако сме живи, со тоа што ние постојано преку различни креативни работилници сме се обучувале да бидеме некако креативни и вешти со отпадот кој што сме го гледале на улиците. Од 2020 наваму активно работиме на создавање на некоја идеја која што нели потоа може да прирасне во некој бизнес. Минатата година учествувавме на еден надпревар за социјални предпријатија и така сфативме дека уствари нашата идеја држи вода, бидејќи освоивме 3-то место. Па од лани активно работиме на создавање на бизнес план, на осмислување на просторот и официјално отворивме во октомври. Така, како функционира? 5 месеци веќе како што активно функционира Комбо. Како работите, односно како можат еве и луѓето кои што сакаат да придонесат и да помогнат нели во рециклирањето? Вака, првично начинот на кој што функционираме е тоа што испраќаме апел до луѓето за донации на стари работи кои што ги имаат, или пак гледаме наоколу, собираме различен вид на отпад која ќе најдеме покрај некои контейнери. Откако ќе ги собераме тие донации, ги селектираме во неколку вида на отпад. Првично имаме отпад кој што треба да се реставрира, например доколку е мебел или доколку е некоја облека која што има некоја фалинка, ја реставрираме и ја изложуваме за продажба. Потоа имаме друг вид на отпад кој што може да остане онаков каков што е, но не ни врши баш корист на нас. Тогаш ние воспоставуваме соработка со други здруженија на кои што им донираме најразлични работи. Например, моментално активно имаме соработка со здружение кои што има групни домови за лица со попреченост во Демеркапија, Хуманост, и на нив им донираме облека, постелнини, печкери и така натаму. Потоа имаме друг вид на отпад, она што е најниско квалитетниот отпад, например, на текстил, како што се некои брендирани блузи кои што ги добиваме од најразлични настани. Тогаш тие ги користиме за креирање, например, на виледи или на други некои работи кои што не би се носеле, да речеме. Значи, откако ќе направиме оваа селекција, дел нели се изложуваме, дел донираме, потоа, значи, луѓето на кој начин можат да допринесат е со тоа што нели ќе ги донираат нивните стари работи, но исто така би кажала дека и на начин на кој што можат да помогнат е со тоа што ќе смислат нивни креативни решенија на справување со отпадот, не знам, преку различни креативни работилници, доколку се млади можат да дојдат, да осмислиме заедно некоја соработка, нели, каде што нашата голема замисла е дека нели секој индивидуално ќе може да се работи на овој проблем кој што е општествен, нели, како што е отпадот кој што завршува во депониите. Да, но и сите имаме по дома работи кои што не ги користиме нели повеќе, но и работи кои што не ги носиме, па така што може да придонесеме еве на овој начин да понатаму се одржуваат, односно материјалите станат одржливи. Споменавте за работилниците, но и вие правите работилници како за повозрасни луѓе, така и за дечињата. Кога може да се очекува следната работилница и каков тип се работилниците, односно што се случува на истите? Вака, креативните работилници кои што ги одржуваме, првично започнавме со детски работилници за рециклирање, каде што имаме различни етапи, односно се разработува различен вид на отпад во секоја работилница која што имаме со локалната градинка. Ние гледаме нашите работилници да бидат насочени кон рециклирање на отпад, значи секоја креативна работилница што ја имаме е реупотребување на одреден вид на отпад. Например, оваа сабота имаме креирање на
ташни, кои што потоа можат да бидат печатени со еколошки начини на принтање. Потоа понатаму имаме и други работилници каде што не знам, реставрираме мебел, шмиргламе, фарбаме и така натаму. Замислата со креативните работилници е дека сакаме млади уметници да ни се приклучат кои што имаат некоја вештина и нели да можат да ги користат овие отпадни материјали ние кои што ги имаме за спроведување на некакви креативни работилници. Претходниот викенд имавме креирање на мартинки, така да ова е нешто кое што постојано расте и нели како што луѓе нас запознаваат, имаат и некои нивни интересни идеи и баш онака создаваме еден вид на заедница на вакви млади и креативни луѓе кои што сакаат да направат некоја позитивна промена. Да, навистина е убаво да се слушна дека од младите доаѓаат вакви креативни идеи кои што се грижат за иднината, но и за поздрава и позелена животна средина, со тоа што сите ние нели треба да придонесеме за што помалку отпад. Анастасија, ќе се заблагодарам на одвоеното време, ви посакувам уште многу работилници и понатаму да продолжите со истото темпо да работите на оваа тема. Ви благодарам премногу на поканата. Да, ние ќе ве поздравиме од Комбо и ќе ве поканиме сите вие да го посетите ова прекрасно креативно студио кој што се наоѓа во Скопската населба Железара и на свој начин кој колку може или уме да придонесе се со цел да се задржи одржливоста и да имаме што помалку отпад кој што ќе заврши на депониите. Ивана, ти благодарам и благодарам секако и на твојата соговорничка со овие корисни совети.